Здраво другари, здраво другарки. Значи денеска ќе збориме малце некои понапредни работи во однос на блокчейн технологија и во однос на волети. Мислам дека многу од луѓето, дури и некои кои се длабоко навлезени мислам во самото инвестирање нели со криптовалути, мислам дека не го сваќаат блокчейнот и не знаат точно како работи целиот блокчейн. Јас ќе се прдржам прво на Proof of Work, нема да објаснам за Proof of Stake, консензус алгоритми, но прво ќе се обидам да објаснам накратко што е блокчейн. Блокчейн знаете дека е некоја база каде што се запишуваат податоци и нема некоја централна точка за да ја контролира нели таа база, туку е децентрализирана. Тоа значи дека податоците се складирани и споделени на повеќе компјутери во самата блокчейн мрежа, наместо на еден сервер кој е нели на некоја централна локација. Кога ќе видиме карактеристики кои се на блокчейнот, едната е децентрализација, но да разбереме дека например во Proof of Work консензус алгоритмот не играат улога на децентрализираност самите мајнери. Зошто не играат улога? Можда претходно, значи кога се копал на компјутер, затоа што на компјутер за да се копа мораше да се симне прво цел блокчейн, потоа да се започне со копање, нели да се формираат блокови и да се валидираат. Но сега тоа не е така затоа што нели има специјални направи, нели како наречени ASIC-и, и со тие направи уствари се копа, тоест да го објасниме и копањето. Не е тоа дека баш се копа, туку се запишуваат блокови на самиот блокчейн, тоест на самата база на одреден блокчейн. Децентрализираноста настанува со формирање на full нодови, тоест целосни нодови на самиот блокчейн. Зашто служат нодовите? Значи ние ако видиме, значи имаме нодови и мајнери во еден блокчейн. И ако видиме на самата слика, можеме да видиме дека имаме full node кој е поврзан со mining node и со light node. Light node-ови сега нема да ги земеме, но ќе објасниме функцијата на full node заедно со mining node. Што е поентата на самиот блокчейн? Како се запишува еден блок? Значи, кога некој корисник ќе сака да направи некоја трансакција, таа трансакција дава до самиот блокчейн. Потоа мајнерот, значи майнинг нодот, ја презима тој реквест, да го кажеме, или тој реквест или таа трансакција која треба да се направи, се обидува да го запише. Со тоа што претходно мора да се осигура од самиот нод дека таква трансакција не постои, дека не е малициозна, дека не пребришува некоја друга, и потоа тој се обидува да ја запише. Од кога ќе ја запише самиот мајнер, тогаш full нодот мора да ја валидира самата трансакција. Ова е некако поедноставно објаснето. Мислам, јас го објаснувам малце поедноставно, за да ви биде на вас појасно. Иначе се дешаваат многу процеси во позадина кои не би сакал да ги разлабам затоа што ќе навлезам многу технички во целава работа. Мислам, секако можам да направам и друго видео кај што многу технички ќе ги објаснам работите, но тоа мислам дека би служило само на некои кои се занимаваат длабоко со блокчейн. Јас се занимавам и затоа ги знам овие работи. Поентата каде е? Затоа што мајнерот секогаш ќе се обидува нели да запише трансакција. Мајнерот уствари денешните мајнери не проверуваат дали е невалидна, дали е малициозна самата трансакција, туку тоа го прави full нодот. И во full нодот стои целата база, значи претходно што се случувало. Што значи дека на нас најголема улога, пример во биткоин мрежата, играат full нодовите, а не майнинг машините. Тоа треба исто да го разграничиме вака, дека full нодовите се тие што ја ствараат децентрализацијата. Поентата, нели,
со децентрализација, уствари податоците се дистрибуирани и нема единствен ентитет кој ги контролира, тоест во банка, ако ни стојат нашите пари, таму исто така тие се запишани кои ги гледаме ние, на нашата апликација ги гледаме парите. Тие се запишани исто така на база, но не е децентрализирана, тука е централизирана и самата банка се одржува. Например, ако можеме да видиме слика, имаме банка, тука ќе има некоја база, например некој сервер, и на таа база ќе видат сите наши трансакции што сме ги направиле, колку пари имаме и се понатак. И некој, многу полесно е таа база некој да изманипулира, да измени податоци, да направи. Сега нормално постојат и заштити, постојат и следење, и логови, и милион други работи, па не е ни толку лесно и тука да се смени, но ако гледаме каде е полесно, нормално ќе биде на централизирана база да се сменат податоците. И затоа јас кажувам дека фул нодовите ја играат целата улога во децентрализацијата, затоа што таму е целата база. Сега замислете вие да имате, не е битно, на некој блокчейн дека имате 5000 мајнери, а имате 2 фул нода. Многу полесно ќе може да се направат тие манипулации или да се избришат податоци, малициозни некои работи да се направат со самата база. Дури да настане промена во историјата на самата база. Што значи дека децентрализацијата не ја играат мајнерите, туку ја играат фул нодовите. Претходно, кој што кажав, мајнерите играле затоа што имало мајнери кои имаат и фул нод. Исто така, ако видиме, самиот блокчейн е транспарентен, што значи дека трансакциите се јавни и може да се видат од секој учесник. Тоа можеме ако отидеме на некој Explorer, пример blockchain.com Explorer, може да видиме кои трансакции се дечаат. Гледате, тука има дури прикажуваат и повише работи, гледате последни блокови кои се делени, последни трансакции кои ги отвориме, може да ги видиме сите трансакции, гледате конфирмации, average transaction, гледате, например, ако отвориме некоја трансакција, може да прочитаме детали. Гледате кој е хашот, кое време било, колку е стара самата трансакција. Ова претходно беше многу прилично тешко за прегледување, но сега е нормално совршено како е со тек на времето како мине и ќе биде се поусовршено и посовршено. Поентата не ми е јас да обучувам за блокчейнот, како работи, туку сам да ви објаснам некои основни работи во однос на самиот блокчейн. Исто така, како што кажав, тие се транспарентни, исто така и се, не можам да кажам по-безбедни. Безбедноста е релативна работа, значи сега ние ако видиме. Сега многу е по-безбедно ако вие ја имате таа база дистрибуирана, како што кажав, на повише нодови, него ли да имате централизирано таа база. Нормално дека ако некој фул нод откаже или го украдат или не е битно што се деси со самиот нод, се запали, дека ќе продолжи да работи целиот блокчейн. Доколку некој банка, сега и банките се обидуваат некако на некој начин да ги децентрализираат тие работи, но сепак сите сервери кои они ги користат се во нивна собственост, така да кој ќе видиме не е дотолку безбедно, што значи дека самиот блокчейн е многу побезбеден. За непроменливост, како што претходно кажав, ако имаме многу малку фул нодови, и сега пример јас, не знам, и брат ми имаме фул нод, имаме наш блокчейн, имаме мајнери кои луѓе копаат, се обидуваат да запишат блок на нашата база, ние можеме да изманипулираме тој блок затоа што имаме 2 нода. И затоа децентрализацијата служи и како заштита за да не се променуваат податоците кои се запишани на самиот блокчейн. Значи, ако видиме, гледате, например, блокчейн, Digital Database, како што кажав, кој е дистрибуирани преку нодови на некоја peer-to-peer network. Гледате исто така, зошто исто, например, не може да стане променливост? Например, кога ќе се запише самиот блокчейн, мислам самиот блок,
Во блокот има два дела каде што се наоѓа хашот на самиот блок, како што покажа вамо на, само да видам каде беше, еве го. Овој хаш го има, значи претходниот хаш го има, тоест овој е актуелниот хаш, треба да го има претходниот хаш, не знам тука дали можам да го видам, но како и да е, не е битно толку за да го видиме, туку поентата е да разберете. Значи го имаме сегашниот хаш и претходниот хаш. И секогаш кој ќе се надоврзе, значи нов блок, кога ќе се додае на самата база го има претходниот хаш. Ако го гледате, тоа е некој код, значи кој се формира со математички трансакции. Ако може видите, гледате тука 6U9P2, вамо е previous hash. Вамо е актуелен хаш, вамо е previous хаш. И секогаш така се надоврзуваат. И сега ако сакате вие да направите промена, нормално ако е децентрализирана самиот блокчейн, не може, значи 99% не може да се направи манипулација, но ако не е децентрализиран самиот блокчейн, а само се фалат нели као некои од мрежите дека се децентрализирани, секако дека може ваква работа да се деси. Сега нормално нели они нема да дозволат се ради бизнис работи или ради такви некои работи, или реално треба сите блокчейни да бидат децентрализирани со самите нодови. Ова важи за Proof of Work. За Proof of Stake е малце подруго, но сепак и таму треба да имаме full нодови кои исто така треба да бидат што повеќе, за да имаме што поголема децентрализираност. Сега сакав да објаснам, значи вие кога го чувате вашето крипто, нели обично луѓе кажуваат дека сакаат преферираат, тоест да го чуваат на децентрализирани non-custodial wallet-и, затоа што било побезбедно, имало, не можело берзата ви украде парите, не можело берза да се затвори и така натаму. Поентата е, значи, кога станува за безбедност на вашите пари, зборам за безбедност ако се затвори некоја берза или се затвори нели банката кај што го чувате криптото или такво, нормално. За таа безбедност нормално е вие нели да си ги имате парите, пример, да кажам под перница. Но ако вие ги имате парите под перница, тоа значи дека вие треба да се грижите за заштитата на вашите пари да некој не ви ги украде. Не е поентата нели вие ако ги земете парите под перница и дека ќе ви бидат заштитени, нема ви бидат заштитени, туку ќе треба да превземете мерки за да се заштитите. Исто така, нели луѓе кажуваат дека па да, ама ќе го скријам нели оној key phrase кој јас го добивам со формирање на волетот, па потоа кој ќе го скријам key phrase-от, напред ќе го запишам на лист, ќе го ставам во сеф, ќе го ставам, не знам, во плакарот каде што ми се алиштата, ќе го ставам не знам каде, не е целосна заштита, вие само да го имате заштита на самиот лист. Зошто? Затоа што, тоест самиот key phrase. Зошто? Затоа што вие key phrase-от секако ќе оставите на некој волет за да направите интеракција со некој блокчейн. И поентата вие кој ќе го ставите, вие можете да имате напади на вашиот компјутер, на вашата мрежа, може да се приклучите на некоја мрежа што не е што е малициозна и ќе настанат несакани работи како кражба на вашето крипто. Понатаму сакам да ви објаснам дека не е само key phrase-от, заштита на key phrase-от, само вашата обврска. Туку поентата е дека вие треба да превземете мерки кои не знам дали ги знаете, ама ќе треба да ги научите доколку сакате да користите non-custodial wallet-и. Ја прво ќе земам еден non-custodial wallet и ќе ви објаснам, значи, некои од работите кои може да се случат. Тоест, тебе напред ќе го земам јас Phantom Wallet-от, тебе ми се заклучил. Тоест, јас ќе го ремувнам самиот wallet, па ќе го доставиме и ќе формираме нов wallet. Ајде да видиме phantom.com.
Download for Firefox, add to Firefox, add. Добро, ќе го додадеме. Кој е поентата? Значи, вие секојаш кога формирате волет, нормално нема да отидете да го креирате со мейл, затоа што тогаш имате проблем од надворешни напади. Зборам кон мейлот, па потоа и кон вашиот волет. Затоа секојаш си го креирате со seed phrase. Со seed phrase, направи ќе отидеме, ќе напишеме некој пасворд. Нормално, овој пасворд треба да биде што потежок. Но тоа не значи дека вие, ако имате тежок пасворд, дека некој не може да ви го украде да ви го украде крипто. Значи, постојат начини, да не ги објаснам начините. Секако дека треба да ставите голем пасворд, но тоа не е целосна зачина, 100% заштита не е. Нормално, нели, ќе отидам continue. И, нели, обично викаат дека треба да го имате seed phrase-от и да го имате заштитен. Еве го seed phrase-от на овој wallet, дека овој wallet ќе го користиме, нели, за тест. И мене не ме интересира некој ако земе key phrase-от. Нормално на мој волет и јас кај што чувам крипто, мојот key phrase е презаштитен, дури мислам дека повише од потребното. Но затоа што ја работам cyber security, едноставно знам некои техники како да се презаштитам. Поентата каде е? Значи, вие секојаш кога имате key phrase-от, некој ако го земе, може, нели, да ви го отвори волетот и да си прати да си прати крипто, да си прати NFT-ња, да направи некои малициозни работи со вашиот волет. Затоа ова треба секојаш да биде заштитено, најубаво доколку не знаете технички како се заштитите, да си го имате лист и да си го скриете листот нормално на некое место каде што никој нема го најде, па дури ни самите вие нема го најдете. Пред ќе отидам I save secret recovery phrase и нели некој работата дека некој кој сака да го исхакира вашиот волет, значи он не го бара вашиот key phrase. Има едно нешто кое се вика приватен клуч, значи show private key. Ако отидам ваму, приватниот клуч е тоа некој што сака да ви го земе. Например, го приватниот клуч на овој волет. Овој приватен клуч уствари ќе се генерира од самиот key phrase кој вие го чувате. Значи, од key phrase настанува сега некој техник има, намешање, алгоритми и преку алгоритма настанува приватниот клуч. Значи, вие кога правите интеракција со самиот блокчейн, например, кога отварам, пример сега ќе кажам, Radium, мислам дека да, radium.io. Значи, вие кога конектирате самиот волет, кога правите ова конект, вашиот приватен клуч дава дозвола до, гледате, confirming will allow this site to view balances and activity for the selected account. Што значи дека вашиот клуч дава дозвола за вие да го конектирате, за да се конектира вашиот волет. Нели, за да се видат финансиите. Исто така, многу битно, што мислам дека треба да разберете, е дека финансиите што вие ги гледате на вашиот волет, еве овој дека е нов, јас ќе имам 0. Но сите финансии кои вие гледате, сите коини кои гледате, сите стейбл коини, сите NFT-ња не стојат на вашиот волет. Значи, вие може само да ги видите, затоа што го имате приватниот клуч, како што кажав, нели, во settings, account, show private key, го имате приватниот клуч а ради тоа вие може да пристапите до вашето крипто кое е заклучено со вашиот приватен клуч. Значи, не е така дека ние го чуваме криптото на волет и дека ако имаме хардверски волет, дека ние волетот со нас и со нас го носиме криптото. Не, вие не носите со вас крипто, вие носите само клуч кој ви го отклучува вашето крипто за може да го гледате и за може да правите интеракција со вашето крипто, ако продавате, да купувате, да го трансферирате или што било. Тоа е многу битно што треба да разберете. Сега поентата на користење на non-custodial wallet зашто ние не сме толку заштитени со користење на non-custodial wallet. Затоа што ако некој хакер, пример, знае дека и вие имате, пример, пари на
На самиот волет може да направи еден тон различни техники за да ви исхакира. Значи, прво да не зборам дека може да ви го инфицира компјутерот, ако немате доволно добар антивирус. И тоа антивирус не е 100% заштита. Значи, и да имате и фарвол, значи може ќе треба да имате фарвол, тоа е огнен зид и мислам дека треба да испитате малце поише во однос на таа работа како да го користите. Нормално тоа малце навлагаме многу технички во самава работа, но доколку сакате да бидете стварно заштитени, и пак нема да бидете 100%, но ќе бидете 99 пример, 9% заштитени, треба да ги знаете овие работи. Зошто? Како што кажав, затоа што ние приватниот клуч го чуваме на нашиот компјутер. Овој болет се инсталира на нашиот компјутер, нормално со некои фајлови, но доколку некој се разбира и е нели advanced user, тоест да кажам напреден корисник за компјутерски корисник, тоест да кажем и програмер, тој ќе знае како да ви ги собере фајловите и едноставно да ви го компрометира вашиот болет и да ви ги изнесе финансиите кои ги држите на вашиот болет. Затоа и кажам дека технички неспремен човек не треба да користи накастодол болет. Зошто користиме централизирана, тоест менувачница? Па таму има милион заштити. Ако може да видите, јас во едно од моите претходни видеа сум кажал дека треба да се користи Google автентикатор на Binance. На волет и не може да се користи Google автентикатор. И тоа е баш ради тоа што ви имате приватен клуч и све е јавно, значи све е транспарентно. Што ме све транспарентно, не може да се направат некои техники кои може да се направат на централизирани менувачници и медиуми. Значи, вие ќе си го најдете Google автентикатор и ќе си користите Binance. Binance како берза до сега ја не сум видел да исхакираат или да компрометираат и да биде украдено крипто. Што значи дека Binance е добра берза за вие да го чувате ако не сте технички спремни. Сега исто така сакам да кажам дека доколку некој нели ви го собере приватниот клуч, на него не му треба ни волетот, ни вие што го имате. Едноставно со самиот клуч ја можам понатаму да го отклучам вашето крипто, да го трансферирам на различна локации, никош поише не го добиете крипто. Нели сега јавно, ако се работи за премногу голема сума, евентуално некош ќе ја фатат. Ако се работи за некоја сума од $1000, мислам дека никој не би се замарал за $1000, за $500, за $5000, за $10,000, затоа што знам случаи што им биле да одземени, едноставно никој нема слух за да го реши тој проблем. Сега нормално доколку станува за 2 милиарди, мислам дека многу ќе се заинтересираат да го решат тој случај, затоа што нели се работи за многу голема сума. Сега, нели, јас кажувам, не е добро да се користи нанкастодол ако не сте технички спремни. Што може да направиме за да користиме нанкастодол болет? За да не може да ни го украдат приватниот клуч. И како, и само да се навратам, значи, освен приватен клуч, од приватниот клуч произлегува паблик клуч, а тоа е вашата адреса, нели, за некој да ви прати крипто и нели, за да проверите на некој блокчейн, например. Ова е јавниот клуч, нели, ако копирам, ако отидам на Solana Explorer, можам да видам што има на тој болет, што се случувало со тој болет и така натаму. Прво ако отидам, можам да отворам и можеме да видиме, гледате, адреса, сега account does not exist, тоа го кажува на Solana, доколку имате $0 во Solana и ради тоа не кажува. Сега не знам зашто, ако земеме некој друг болет, сигурно дека ќе покаже, но тоа се нема да го правам како и да е. Сега која е поентата? Како ние користиме нанкастодол болети, малку да се чувствуваме ние заштитени. Со тоа што кажав, секогаш кога ќе формирате болет, ќе формирате големи пасворди, значи над 15 карактери. Значи, ајде да ги запишеме тие работи. Креирање на
големи пасворди. Значи, над 15 карактери би кажал јас. Над 15. Сега, обично е некое правило да имате над 8, јас препорачувам да имате над 15. Ја користам од околу 10 до 12, дури не користам ни 15, ама јас имам некои други техники на заштита, така да и можем и слободно и да не користам пасворд. Исто така, користење на двојна автентикација, тоест Google Автентикатор. Значи, Google Автентикатор може да го користите само на Binance. И нели нормално на централизирани ентитети, например како Coinbase, GTO, OKX и такви некои берзи. За мене прва берза мислам најдобра берза за користење Binance и јас обично гледам да користам навече незе, освен нели ако нема некој коин, па купам на некоја друга берза. Понатаму, затоа што јас користам Linux, нема да зборам за Linux, ќе зборам за Windows, што би требало да имате. Само да напишам. Windows заштита. Што треба да имате прво на Windows? Значи, треба да имате апдејти, значи тоа да го ажурирате самиот Windows на оперативниот систем. Значи тоа треба обавезно да го ажурирате. На Linux подруго се прави, на Windows се прави подруго и јас препорачувам да имате автоматски ставено за да се инсталираат самите апдејти. Нормално за да се инсталираат апдејти ќе треба да се користите официјален Windows. Windows, тоест да ви биде купен самиот оперативен систем. Ја знам дека у Македонија скоро никој не користи купен оперативен систем, така да не знам што да ви кажам. Едноставно, ако користите кракиран, гледайте да го превземете од некое место каде што сигурно нема ви инсталираат некои дополнителни софтвери за понатаму да настрадате. Исто така треба да го ажурирате целиот софтвер кој го користите на самиот Windows. Значи едноставно на Windows знаеме дека сите симнуваат кракирани програми, симнуваат кракови, се прават манипулации за да се користи секој софтвер. Па ја мислам дека ако користите вие блокчейн, не би требало да користите кракиран софтвер и би требало да го ажурирате самиот софтвер, дека не може вие да користите од 2010 некој софтвер, а има верзија 2024. Тоа апсолутно, значи постојат некои багови и слабости кои може да бидат искористени за да бидете нападнати на самото PC. Понатаму ќе кажам дека ова обавезно мора да го имате, мислам не правам муабет за антивирус. Антивирус обавезно. Јас на Windows користам Avast, нормално платен. Платен имат и фри верзија, сега не знам што да ви кажам за фри верзијата. Подобро него ли да немате. Мислам така ќе го објаснам. Исто така ќе треба да се направите со самиот Windows, мислам со самиот антивирус, вашиот компјутер да се скенира. Понатаму ќе треба да се научите да користите и Firewall, тоест огнен зид. Ова не би се нафатил сега да ви го објаснам, затоа што е прилично комплексна тема и не знам како ви помогнам, освен да држам часови за користење на огнен зид. Тоа би требало самите да си се обучите за оваа работа. Мислам многу поедноставно да користите Firewall, тоест огнен зид на самиот Windows, него ли да користите Firewall за заштита на цела организација. Се јас користам и такви Firewall, ама јас работам 12 години ова, така да за мене е многу полесно. Исто така ќе треба
мейлови, значи секогаш кој ќе отварате, ќе треба да внимавате какви мейлови отварате. Значи, секогаш постојат скамови на мейлови, фишинг мейлови. Значи, ќе мора исто така на тоа внимавате. Многу, многу внимавање, особено кога ќе користите wireless мрежи. Се обично, нели, ние кога сме во нашата матична држава, нели, кај што живееме, си имаме наш 3G, 4G, 5G, 5G интернет, така да тука немаме некои, кој знае, какви проблеми да не изманипулираат, но при користење на Wi-Fi мрежи, ќе ви кажам, особено бидете внимателни, затоа што може да настанат многу, многу манипулации, па дури и да ви соберат податоци, крипто и така натаму. Значи, ова се дешава многу често. Се надевам дека на вас веќе нема десано, затоа што ќе научите така на тешкиот начин. Така да користење на wireless мрежи, особено бидете внимателни. И нормално физички компјутерот да ви биде, нели, заштитан на некоја локација што не може да да се, како се вика, нема секој слободно пристап до таа локација. И нормално ова мислам не би требало не да го спомнам, но да си користите лозинка на самото PC, на PC-то, тоест на компјутерот. Лозинка обавезно. Сега за технички напредни јузери, ја би препорачал да користи BIOS лозинка, криптирање на самиот компјутер, но ја не знам вие колку сте спремни. Јас можам да направам видео, но тоа ќе си биде на ваша сама одговорност како вие ќе си ги средите тие работи. Дека не е едноставно да се прават овие работи. Значи, поентата ми е дека за крај да кажам дека поентата ми е не да ве обесхрабрам вие да користите non-custodial wallet и нели да правите директна интеракција со самиот блокчейн. Но доколку не сте технички спремни и немате ни време, ни желба, ни и не сте доволно способни, значи, да научите како се заштитувате барем овие основни работи кои ги кажав, јас апсолутно би ве обесхрабрил да користите non-custodial wallet и би ви препорачал топло да користите централизирани берзи како Binance и Coinbase. И во некое наредно видео ќе објаснувам некои од напредните техники како јас се заштитувам од хакери. Исто така да не заборавам, секогаш кога ќе користите, значи, нели, на пример, јас ја користев Radium, нормално ќе одам Disconnect, но кој ќе го отварам самиот wallet, кој ќе отидам во Settings, Security and Privacy, тоест не беше Security and Privacy, само видам каде беше, Connected Apps. Секогаш од Connected Apps ќе отидете Disconnect. Секогаш ќе дисконектирате, затоа што може да настанат проблеми. Сега да не ги објаснувам проблемите, но може да настанат проблеми. Ова заборев исто така да го кажам. Така да, дечки, тоа е тоа. Имајте убава вечер и се гледаме во некое наредно видео.